Секторот за компјутерски криминал алармира за зачестена појава каде непознати лица преку социјални мрежи или преку нивни приватни имейл адреси таргетираат македонски корисници и испраќаат линкови до веб страни и сервиси преку кои се ветува лесна заработка со тргување на лажни берзи за криптовалути. Кампањата започнува со објави на Facebook и Instagram кои се прикажани како информации од познати македонски портали. Во објавите се наведува дека се избришани интервјуа затоа што Централната банка не сака да ја знаете оваа тајна и спомнуваат познати личности од истите со цел поголема легитимност на објавата, каде што е наведено дека може да се стекнете со значителни парични средства со тргување на криптовалути, а се што треба да направите е да се посети дадениот URL линк. URL линкот, односно врската, води до веб локација која представува платформа за тргување со криптовалути, но нема официјални детали за регистрација на компанија, нема информации за юрисдикцијата или нешто што покажува како да се поврзете со правното лице на кое ќе му ги доверите парите. Моментално оваа кампања е доста распространета на социјалните мрежи, Facebook и Instagram ширум Европа и се прилагодува по земја, односно се користат имења на познати личности за поголема легитимност на истата. Постојат стотици лажни сајтови, лажни објави кои тврдат дека се платформи за тргување со криптовалути. Секторот за компјутерски криминал апелира граѓаните и правните субјекти да не отвораат сомнителни линкови и прикачени документи во прилог на пораки што не доаѓаат од верификувани и за нив познати испраќачи, да не наседнуваат на измами од ваков тип, а правните субјекти да преземат соодветни мерки за заштита на нивните компјутерски системи од потенцијален малициозен софтвер согласно нивните интерни процедури за сајбер безбедност.